отвори очи околу тебе. Ни срам, ни беда, ни срам, ни беда, ни срам, ни беда, отвори очи околу тебе. Секој македонец од денес треба да се раѓа со 3 глави. Првата, одма треба да му ја пресечат неговите непријатели. Втората глава, македонците сами меѓу себе ќе си ги испосечат овие вториве глави. А третата глава им треба за да сватат што им се случило со претходните две. Ова моја парафраза на познатиот книжевник Абдулах Сидран, која што малце ја видоизменив, да биде поише у контекст на македонците, затоа што ние и самите сакаме да си ги сечеме, да си ја пресечеме главата едни на други. Затоа, за разлика од Сидран, ја реков, нас ни треба да се раѓаме со 3 глави, не со 2, малце со 2 глави. Иако она на Сидран беше, се однесуваше на босанците, нели? Дека треба да се раѓаат со 2 глави. Значи не се китам со туѓо перје, само парафразирам еден многу умен човек и интелектуалец. Колку е точна оваа моја парафраза на Абдулах Сидран, можете да го видите во однесувањето на Социјалдемократскиот сојуз, во однесувањето на сите негови партнери, партии, приврзаници, кои што се македонци по ген или по крв или по етничко подел. Да го сакаш својот народ, да имаш респект кон сопствената држава, татковина, да ја браниш сопствената нација, сопствениот народ, е ствар на домашно воспитување пред се. Дека се што ти е фамилија ти е многу поблиско од се останато надвор. Фамилија во потесна смисла, во она најтесна смисла и фамилија во она најширока смисла, што подразбира, нели, народ, држава, нација, татковина и така му натаму. Од каде доаѓа тоа нивно презирање на се што е македонско, таа нивна нелагодност епска кон се што е македонско, таа нивна нетрпеливост кон се што е македонско, тој нивни подсмев кон се што е македонско. Знаете добро дека меѓу нив македонството, патриотизмот се изедначува со некои други квалитети на селјачизам, небањатост, просташтво, дивјаштво. Тоа се асоциациите во нивните глави, која ќе се спомне Македонија, секако тука спаѓаат и најчесто и презирот кон христијанството, христијанската религија, кон македонската православна црква. Тоа иде се некако заедничко. И затоа не е за чудење што обично со тие социјалдемократи најчесто се пришљамчува петата колона и разноразни невладини организации кои што идеолошки, финансиски се поддржани од разни родови идеолози од надвор, моќници, богати фраери, донатори, на кои што често и не им се знае името, тоа се остануваат анонимни кога донираат во ваквите невладини организации во Македонија, па и во поширокиот регион. Од тука е целиот тој, затоа целиот тој презир, тој напад кон македонството најчесто го гледаме што се однесува на домашен план токму во оваа партија се наречена Социјалдемократски сојуз. Просто ме чуди од каде го стекнале тоа домашно воспитување, да не го поднесуваат своето, да се срамат од своето, да се срамат од својот народ, да се срамат од се што е македонско, да се алергични на македонската традиција, на македонската култура, да им е под честа, под достоинството, ако треба да кажат збор 2 позитивен во врска со се она што е македонско, доколку се наоѓаат на такви позиции, па чисто
мораа да кажат одредена прилика кон јавноста, па тоа 6 жаби ќе проголтаат додека изговорат нешто позитивно, тоа што мораат понекогаш, нели така? Затоа што така им налага пиарот. Ама и тоа тешко им иде многу многу лесно се провалуваат дека не го мислат тоа, дека не име тоа автентично од нив, дека не потекна, пример, некој кој ќе го стават од СДС, пример, што знам, директор на музеј или не знам, директор на некоја културна институција, па мора од време на време да каже нешто позитивно за за македонската култура, традиција, ама по можност избегнуваат, нели, да даваат такви изјави. Небитно. Ме фасцинирало зашто како тоа овие суштества не успеале да развијат чувство кон својот народ, љубов кон својата држава, кон своето културно наследство, кон своите прадедовци, прабаби, кон нивните борби, заложби, амбиции, идеи, идеали. Ако се земе у предвид дека огромен дел од нивните дедовци, прадедовци, па и татковци беа дел од она комунистичка номенклатура која што токму ја изгради современата македонска држава. Со заседанието во нели насно. Просто ми е неверојатно каде се загубиле овие ликови некаде во своето созревање, во своето растење, да до толку немаат грам достоинство кога се работи за се што е македонско и кога било кој од надвор ги атакува врз нивната чест и углед, врз нивниот народ, врз нивната нација, врз нивната татковина. Гоце Делчев, она што го кажал дека не познава друг народ кој што толку страдал од своите предавници како македонскиот. И ево те Бог. Зарем е можно ништо да не се сменило после толку години од моментот кога тоа го кажал. Изгледа сме стварно таков феномен, што човекот своевремено тоа го увидел дека види мајко му секоја држава, секој народ има своји предавници, али ова моеве македонци изгледа тука предњачат. Можеби заради тоа не треба да се прашуваме зошто се соочуваме со вакви проблеми, со вакви пречки, со вакви премрежја во 21 век во срцето на Европа, кога нели некој работи што се вика треба и по дефолт да ги добиеме. Ако се земе у предвид дека сме биле самостојна држава според Уставот 74 кој што е своеволно во склоп на една федерација наречена Југославија, кој што има право кога сака да излезе од таа федерација како што стоело во тој устав. И сега една таква држава која што имала нели свој признат јазик, дури службен во Југославија, дури своји институции културни, значи своје образование на мајчин македонски јазик, на кодифициран, обединет нација, одеднаш се доведе во една ваква положба. Одговор нема друг освен предавство по сите нивоа, вертикално и хоризонтално. Како, зошто? Тоа е веројатно стручњаци, политиколози, историчари треба да напишат оно што го кажав, што се случи кон крајот на 80-тите, треба да се даде одговор, и почетокот на 90-тите кога се осамостои Македонија како посебна држава. Што се случи? Кој, на кого, зошто, за колку се доведе до таа ситуација држава, кој какви грешки направи, кога се направи грешките, кој ги направи, зошто ги направи, мотивите, за да се дојде до одговорот тоа на што сме стигнати денес. Во таа смисла оваа реплика на Гоце Делчев на врска со предавниците и на македонскиот народ и онаа на Абдулах Сидран, која што ја се парафразира во смисла дека сите ние македонците треба да се раѓаме со три глави, едната за одмани пријателите да ни отфикарат, втората сами да си ги отфикараме меѓу себе и третата да биде тука чисто за да сватиме што ни се случило. Оти несватливо е. Несватливо е. Значи немаш одговор на прашањето зошто уште оние суштества од Социјалдемократскиот сојуз не ја сваќаат прво ситуацијата во која што се наоѓа нивниот народ, атакот врз кој што е изложен нивниот народ.
и самиот степен на опасност во кој што е доведен нивниот народ за да се само избрише, тоа за да се само укине, тоа за да исчезне од мапата на народите на Европа. И гледајќи ги сите овие работи, процеси како се одвиваат, ја не очекувам дека они ќе се посипат со пепел за педаството што ги направи и со договорот со Преспа и овој со бугарите што беше. Но барем некој тамо требаше да свати после 7-8 години каква грешка е направена и барем наративот да го сменеа малце. Тие уште бле дечка што збореше дедо му губиле бугарите у Куманово. Па сепак тоа е за бугарите да ги внесеме во уставот, затоа што со тоа ќе сме го потврделе македонскиот посебно. Нешто ми се прекина. Не знам кај застанав, у реду, мислам дека знам кај застанав. Значи, тој кретен кажа дека супер ако ги примиме бугарите уставот, така ќе сме потврделе посебноста на македонскиот народ, демекете имаме бугарско малцинство, а зато имаме и македонски народ кој што се разликува од тоа бугарско малцинство. Значи бугариве цело време со тоа што бараат да влезат во нашиот устав, тие колку се неколку стотини у Македонија, што се кажуваат дека се бугари, тоа никој не знае дали се бугари или се бугари по службена должност, не знаеме тоа. Значи, он во суштина вака да го преведеш логички, ти кажува, види, супер ако ги примеме бугарите, затоа што бугарите се борат за ние да го потврдиме македонскиот идентитет, они затоа сакаат да влезат во нашиот устав, како државотворен народ. Само за да не потврдат нас како посебен народ. Дедо ми вика, загинал од бугарскиот окупатор у Кумановско. И оваа чукела е доволно глупа да тврди дека со внесувањето на тие што се нарекуваат бугари кај нас, а не знаеме колку се вистина бугари, со внесувањето нивно како државотворни бугари уставот ќе сме го заштителе посебноста на нашиот идентитет. Дечко, ако ти се копа, е дедо ти, ако знаеш кај е, ако вистина го утепале бугарските фашисти, пак се прекина. Ако на вистина го утепале бугарските фашисти, отиди со лопата на неговиот гроб. Откопај го, гарант ќе го најдеш превртен на стомак, намести го пак човекот на грб и па закопај го. Глупи сте као 3 кура. Конкретно некои од вас се глупи као 3 кура, другите многу добро знаат што прават, не се глупи, знаат што прават. Али тоа потпаѓа по нас со предавниците, 3 глави, кој се тресела. Али на вас другите уствари 3 глави ви требаат поише, на ваквите ко тебе. За едната да свати, откото двете ќе си ги отфикари, за едната да свати зошто му се случило тоа претходно. Сега има иницијатива, наводно парламент, да се отфрли вториот бугарски протокол, кој не е ратификуван во собрание, значи не е излезен и во службен весник, во кој што во многу точки се негира посебноста постоењето на македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Поднесена иницијатива, поднесена од една пратеничка. Иако напорано дискутабилно се однесуваше кога беше за промената на името и договорот во Грција. Иако незиниот татко беше цврсто на линии на македонството, како историчар. Но добро, тоа е работа меѓу нив двајца, зашто ова го поддржа по промената на името. И зашто се одеднаш доби напад на оваква на совест, па реши. Но како и да е, поднела иницијатива. Да го поништиме тој ништове неважечки втор протокол, кај што најмногу се негира посебноста на македонскиот народ. Што да ви кажам друго, ако вистина е поднесена таква иницијатива? И што да ви кажам друго, ако не го поништите? Со тоа многу ќе ја потврдите парафразата што ја кажав на почетокот од ова обраќање, дека од сега па натака ќе треба да се раѓаме со сите македонци со 3 глави. Имаме историска шанса. Морално право, што е најважно.
да застанеме во одбрана на се што е наше. А вие понатаму останувајте на патот на ЕУ, надевајте се на ЕУ, надевајте се дека ете така бугарите еден ден ќе се освестат Бугарија и ќе решат леле вистина многу лошо им преме на македонците, дај малце да повлечеме рачна. И вие и јас и сите и цел свет знаат дека тоа нема да се случи. Толку шовинизам, толку омраза импрегнирана во еден народ како што е бугарскиот. Оти намерно генерализирам затоа што тие бугарски влади кои што се антимакедонски, негаторски кон македонскиот народ се гласани со мнозинство гласови од оние кои што живеат во Бугарија. Така што за нив стои легитимитетот на народот, тие ги гласаат, па потоа они нас не негираат, што значи јасно е какво е мислењето, какви се ставовите на повеќето тамо, без разлика што има честни бугари, поединци, луѓе кои што ги разбираат работите и луѓе кои што јавно зборуваат, бугари од Бугарија, јавно зборуваат за неправдата што им се прави на македонците и објаснуваат зошто, од каде доаѓа пизмата на македонскиот народ кон таа бугарска политика и зборуваат дека е таа оправдана. Од Европа што добивме до сега по отфрлување на формулациите македонски идентитет, македонски јазик ги гледав сите изјави, знаете на што ви личат сега тие изјави? Постфестум вака, кој ќе отиде некој новинар, кој ќе се обрати некој од наши Ковачки, го гледав таму, се обрати на тој некој таму, Европски парламент, поима немам кај беше тоа. Знаете нивните одговори, какви се што ги даваат на нашиве, дали представници таму, дали новинари од типот се. Јебига! It's unfair, but јебига! Јебига, све ни е јасно, не фер е тоа, ама шо да правиме? Тури му кур! Терајте далje, прифатете, битно прифатете, одиме заедно. Колку ретардиран треба да си, да продолжиш да одиш по тој пат. Што би рекле, Србине, пут без повратка. Е, тука најмногу се приметува сличноста, ширината, длабината, точноста на онаа метафора дека треба сите македонци денес па натаму да се раѓаат со три глави. Сега е моментот, јас затоа нонстоп ова го паламудам, апелирам до ВМРО, до премиерот. Сега е моментот да направите голем исчекор по сите овие прашања, по македонското прашање, нашата надворешна политика, нагол пресврт, храбро, одважно делување, безкомпромисно, без пардон, без страв. И она што се случува нели на внатрешен план што е позитивно, со удар врз корупцијата, со удар врз наркокартелите, наркодилерите, обид да се средат некои работи. Треба исто да се знае дека дивоградба е дивоградба. А кога нешто дивоградба не може да биде легализирано, мора да биде срушено и тоа треба гласно да се каже, да го каже некој. Да се пресечи тука Гордиевиот јазол. Добре, он е напајачон, командантон Фитили, како беше, командант Фитили или командант, не знам како беше, Барути, отиде у притвор. Све што е силеџиско, све што е нахално, све што е криминално, треба да го најде, да најде својата иднина таму. Во Шутка, во Идризово, во Штипскиот затвор, во било кој затвор во Македонија. На тие групи, групации треба да им се даде јасно до знаење дека не смеат повеќе да се закануваат било кому. Особено не на службени лица кои што се спречувани да ја вршат својата службена должност. За такви работи бивша Југославија, у Титова Југославија, спречување на службено лице да се врши должност или напад врз него, значеше страотни казни затворски. Страотни. Без разлика на она, нели, кога за напад на полицајецот имаше право да извади пиштол и да те упука тука на лице место и да не одговара. Тоа беше у закон. Напад на службено лице. Но, тоа било некојаш. Ви реков и ова, како мал совет,
Не ги штитете на најголемата партија која што е во моментов на власт. Не ги штитете вашите коалициони партнери. Па големи јајца и таа коалиција да се растури, доколку нели се осетат неселективно гонети, знаете тие нивни флоскули по етничка линија, татмрт, албанофобија. Значи, ја не ви велам да гоните албанци, гоните криминалци, дивоградбени елементи, треба сите во затвор додат од прв до последен, дивоградбите треба да се срушат, без пардон, без ако, без ќе, без такви работи, да се срушат, како што и на Јусуф од не знам каде, од некое село, како на Станко од некое друго село, што би му ја срушиле дивоградбата, пошто тие немаат политичка заштита, така треба на сите други. Пошто истите тие коалициони партнери утре ќе ве поебат во лед, кога ќе ве осетат слаби, или ако си ги дестабилизирате позициите, ако се компрометирате, и ако дојде момент кога петата колона и надворешниот странски фактор почне да ве руши, како што му се случуваше на Груевски, токму тие први ќе се свртат против вас, затоа што веќе ќе си бараат заштита од оние кои што начуле, намирисале дека ќе ве сменат вас. Немојте бе вие лекции ја да ви ги држам као никој ништо, као факинг глумец од некаде од пичке си материне. Абе мора овие работи сами да бидете свесни, рефлексно да ги сваќате и рефлексно да делувате. Некои од тие ваши коалициони партнери порано што беа во Дуј, знаете колкави куќи имаат во Саранда? Една до друга. Куќерини, палати. А тој неговиот комшија, Рамис, или не знам Фадил, кој што живее уште у селото од каде што овој потекнуе, се бори секој ден како да обезбеди храна за неговите дома. Додека овој неговиот бивши комшија кој што влегол у политика и кој што станал вечит коалиционен партнер на било која македонска власт, има палата некаде у Саранда и не знам уште што има у градов, какви колку станови дивоградби, не знам кај уште што има ова и какви бизнес има така. Криминалците не познаваат коалициони договори, не познаваат крвни зрнца, етничко потекло. Од таквите криминалци сите страдаат. И Фадилју Джепчиште, и не знам, овој Шукрио Рачиново, и Панче од Драчево, и не знам некој од Булачани, и не знам кој од Ботуни, не знам кој од Звегор, и не знам кој од тамо Дупени, Делјадровце, сите страдаат. Само 3 глави ни е спас. Да почнеме нашите македонците од денес па натака да се раѓаат со 3 глави. Ако ова не успееме да го сватиме, само така ќе успееме да го сватиме. 3 глави, мој мајка.